на Републичкиот совет за безбедност при сообраќајот Стојче Стаменковски. Добро утро за вас. Благодарам што сте мојот гостин денеска и убав и голем повод имаме еден навистина голем јубилеј на Републичкиот совет за безбедност при сообраќајот 55 години постоење. Но 2 години ваше активно раководство. Што ќе издвоиме за овие 2 години? Така, најнапред, добро утро. Ви благодарам за поканата да бидеме денешни гости во вашата утринска програма и на самиот старт би сакал да ги поздравам сите оние кои што не гледаат во овој момент. Како што кажавте, Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата оваа година бележи 55 години постоење на нашата институција или како што ние веќе го ставивме работниот наслов на одбележувањето на овој значаен јубилеј, 55 години посветеност на безбедноста во сообраќајот на патиштата. Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата пред 2 години ја усвои и ја донесе втората национална стратегија за унапредување на безбедноста на сообраќајот на патиштата 2015-2020 година. Тоа е оној стратешки документ по кој што сите државни институции, вклучувајќи го и Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата, треба да ги планираат, да ги организираат и да ги темелат активностите за унапредување на безбедноста во сообраќајот на патиштата. Тоа е документ усвоен од страна на владата на Република Македонија и усвоен од страна на Собранието на Република Македонија, а во себе ги содржи сите активности и мерки кои што треба да се преземат, но и целите кои што треба да се постигнат во периодот од 2020 година. Како што кажав, Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата, сите активности кои што ги презема во изминатите 2 години се темелат токму на тој стратешки документ и како ако ми дозволите, би извел дел од тие активности, заради тоа што Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата е постојано активен. Постојано сме присутни во јавноста, постојано сме присутни и во научната област и од позначајните активности би ја извел првата регионална конференција за унапредување на безбедноста во сообраќајот на патиштата, која што ја реализиравме минатата година, а на која што имавме присутни представници од сите земји во регионот. Понатаму ќе ги напоменам сите значајни кампањи и активности, вклучувајќи ги оние за подигнување на безбедноста на децата во сообраќајот, секако кампањите и активностите насочени за подигнување на безбедноста на ранливите категории на учесници во сообраќајот. Тука се неколку важни научни изданија кои што се веќе издадени и кои што ги подготвуваме во овој момент и тоа се само еден дел од активностите кои што секојдневно ги реализираме. Како што кажав, Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата е постојано присутен во јавноста и ние секојдневно ги информираме граѓаните за сите наши активности, но и за тоа како безбедно и сигурно да стигнат до посекуваната дестинација. Особено активни бевте и на стартот на зимската сезона со апелите до возачите, до граѓаните како да се однесуваат. Па и кога падна првиот снежен бран, интересни беа оние пароли до граѓаните, извадете играците од џебовите кога се движите по улица, па еве, ајде како да се однесуваме во сообраќајот во зимски услови. Но поголем акцент на тоа како да возиме во зимски услови. Токму така, за време на зимата сообраќајот се одвива под посебно исклучителни услови и многу е важно сите учесници во сообраќајот посебно одговорно и внимателно да се однесуваат во сообраќајот. Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата во текот на зимскиот период постојано апелира да сите учесници во сообраќајот брзината да прилагодат на условите на патот, постојано да бидат информирани за тоа каква е состојбата на патиштата, односно дали патиштата се проводни на онаа дестинација каде што сака да стигнат, навремено да го планираат своето патување, секогаш во автомобилот да бидат подготвени доколку се случи евентуален застој во сообраќајот, да имаат доволно бензин во автомобилот, се со цел, како што кажав, евентуално да има одреден застој кој што ќе го пролонгира патувањето, односно ќе го пролонгира време траењето на патувањето. Секако зимскиот период, односно зимските услови на патот бараат и посебна подготвеност на возачите и посебна смиреност поздојволонот, доколку нормалните услови бараат нормално управување, односно нормални вештини, нормално управување со возилото, зимските услови бараат посебна предпазливост и тоа се оние главни совети кои што ние постојано ги кажуваме за возачите. Но возачите не се единствени учесници во сообраќајот за време на зимскиот период, тука се и пешаците. Пешаците се многу важна категорија учесници во сообраќајот, тие спаѓаат во онаа категорија на ранливи учесници во сообраќајот кои што за жал многу често се
се дел од сообраќајните незгоди кои што се случуваат на патиштата во Македонија. Апелираме до пешаците внимателно и одговорно да се однесуваат во сообраќајот, задолжително да преминува преку коловозот на делот кој што е обележан, да дадат одреден знак доколку тоа сака да го направат на нека друга површина, заради тоа што периодот, односно времето потребно за запирање и за кочење во зимскиот период е многу поголемо. Евентуално непланирано преминување преку патот може да создаде дополнителни проблеми на возачите и тоа да предизвика сообраќајна незгода, односно завршување со фатални последици. Тоа се главните апели кои што ги даваме до пешаците, секако и оној апел за кој што ние денеска дискутиравме дека при движење, односно по тротоарот треба да се движат рацете да не им бидат во џебовите, заради тоа што тоа може да предизвика проблеми ако евентуално се лизнат, да не може да се задржат, да паднат и евентуално да настане некоја несакана повреда. Она што е значено е што треба да напоменеме дека во текот на зимскиот период, на моје големо задоволство, се надевам тоа е резултат на нашите заеднички напори со вас медиумите кои што ги преземаме, односно постојаните апели кои што ги праќаме до сите учесници во сообраќајот. Бројот на сообраќајни незгоди во овој период за среќа е намален. Од почетокот на годината, тоест од почетокот на 2017 година, регистрираме само една жртва во сообраќајна незгода, која што гледано историски назад е навистина добра бројка, и тоа е еден пешак кој што загина на патниот правец помеѓу Дебар и Струга. Се надевам дека ваквата бројка ќе продолжи и во престојниот период, односно 2018 година ќе имаме година успешно на патиштата. Ќе се навратиме на статистиката, но веќе кога зборуваме за она како да возиме во зимски услови, не сите сме имале искуство да возиме на снег. Јас прв пат на Волкав голем снег имав искуство да возам и особено ја следев вашата веб страна со препораките и триковите кои што не ги знаеме сите возачи, како да го извадиме возилото ако е потрупано. Може ли да некој од нив сега да ги споменеме, зашто и патуваат граѓаните, одат и на планини, ги користат викендите. Ајде дојка се најде некој да не се најде во таква ситуација. Токму така, она што заборавив да кажеме дека како што вие претходно напоменавте дека од 15 ноември до 15 март важи задолжителната обврска за сите учесници во сообраќајот за користење на зимска опрема и неупотребата на зимска опрема, односно непоседувањето на зимска опрема во возилото предвидува одредена законска санкција, но ние постојано кажуваме дека ниту една законска санкција, ниту една казна парична не може да биде толку голема колку што би можела да биде голема евентуалната несреќа која што би можела да настане при несоодветно и не прописно управување со возилото во текот на зимскиот период. Како што кажавте, постојано преку нашата веб страна и преку Facebook страната на Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата, ние секојдневно апелираме и делиме најразлични совети до возилото. Оно што е важно, што сакам да го напоменам во овој момент е дека задолжително е во возилото да имаме една лопата која што би можела да ни помогне при такви услови, да имаме песок кој што би можел да ни помогне да го извлечеме возилото доколку евентуално се случи некоја несакано заглавување во снег или некоја слична ситуација. Да не должиме многу ова утро, би ги поканил сите гледачи кои што во овој момент не следат да ја посетат нашата веб страна, таму има многу детални и голем број на совети кои што сигурен сум дека ќе им помогнат побезбедно и поодговорно да се однесуваат во сообраќајот и во текот на зимскиот период, но и во текот на целата година. Ја споминавме статистиката, задоволен сте со статистиката за зимскиот период, иако се уште не е завршен или но досега како се одвива со оглед на вашите активности и апелите кои што ги испраќате, но за ексклузивно за прв пат ќе ја соопштите статистиката која што ја направивте за 2016 година во поглед на жртвите во сообраќајните незгоди. За разлика од 2015 се бележи раст. Токму така, 1,2 милиони граѓани годишно умираат, односно го губат животот во сообраќајот на патиштата и 20 до 50 милиони се повредени со фатални последици. Од оваа чума на 21 век, како што ние најчесто ја нарекуваме безбедноста во сообраќајот, односно сообраќајните незгоди кои што секојдневно косат голем број на човечки животи, не е одбегната и Република Македонија. За жал во 2016 година бројката на загинати во сообраќајни незгоди е 164 лица, што е за 10% поголема од бројката за 2015 година, но како што кажав, ова е една глобална чума која што го има фатано целиот свет. Речиси нема земја во Европската унија која што за жал не бележи нагорна тенденција на зголемување на бројката на сообраќајни незгоди.
светот не се помирува со оваа бројка, светот секојдневно презема најразлични активности кои што треба да ја намалат оваа бројка, да ја подигнат безбедноста во сообраќајот на патиштата. Како до поголема безбедност? Токму така, за жал ќе констатирам дека во овој момент сообраќајните незгоди се една од 10 најчести причини за смрт во светот, доколку продолжи ваквата тенденција до 2020 се очекува да влезе во првите 5 најчести причини за сообраќајни незгоди пред срцевиот удар, пред сидата и пред многу други болести кои што сметаме дека се сериозна закана за човештвото. Како што споменав, и Европската унија дели слична статистика со нашата земја, нешто што е поразлично со скандинавските земји кои што безбедноста во сообраќајот на патиштата имаат подигната на едно повисоко ниво, таму свесноста за безбедно и одговорно учество во сообраќајот е на едно повисоко ниво. Ќе земам Шведска, која што е пример за побезбедни патишта и пример за драстично намалување на бројката во сообраќајни незгоди. Таму на секоја сообраќајна незгода се гледа како за голема загуба во општеството и сите институции тоа го гледаат како голем недостаток на системот. Токму поради тоа, сите надлежни институции во сите земји кои што сакаат да направат одреден прогрес во безбедноста во сообраќајот на патиштата, треба сериозно да го сватат ова прашање, сериозно да се позанимаваат со ова прашање, заради тоа што системскиот пристап во кој што сите надлежни институции ќе си го имаат така, ќе си го имаат својот удел, е единствениот начин за побезбеден сообраќај. Тука мислам на постсообраќајната заштита од страна на Министерството за здравство, тука мислам на процесот на градење на побезбедни патишта кои што треба да подигнат безбедноста во сообраќајот на патиштата, тука мислам на позасилени контроли од страна на Министерството за внатрешни работи и креирање на законски прописи кои што ќе треба да подобро да регулираат оваа област и секако на поголема и посериозна свесност од страна на учесниците во сообраќајот, заради тоа што личниот придонес за побезбеден сообраќај и за нашиот личен живот и за животот на нашите блиски е најважен синџир во најважна алка во целиот синџир за унапредување на безбедноста во сообраќајот на патиштата. Веднаш се наметнува прашањето, имаат ли македонците сообраќајна култура? За жал, според статистичките податоци кои што ги имаме во моментот, македонците со жалење можеме да констатираме дека имаме ниска сообраќајна култура. Но на што мене ме радува е фактот дека за среќа свеста полека кај македонците се менува. Тоа е резултат на законските прописи, на високите казни, на сериозната легислатива, но и на големиот број на едукативни и превентивни активности кои што ги презема Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата во соработка со нашите партнери. Кој што кажав, самиот факт што сообраќајот во градските и вон градските средини во изминатиот период се одвиваше во малце порелаксирани услови, со помал метеж и со помал интензитет во услови кога температурите беа многу ниски, говори за тоа дека свеста се променува и дека свеста е подигната. Тоа е многу позитивно. Да, е многу позитивно и е ударен сигнал дека на наше големо задоволство дека нашите активности со ваша поддршка даваат некакви резултати. За промена на културата ќе треба многу време да помине, но ние се надеваме дека со ваков сериозен и темелен пристап и со ваква сериозна работа дека на среден или на долг рок имаме посериозни резултати. Стојче, во интерес на времето, само кусо би сакала да ве прашам за вашите планови за 2017 година. Би можеле да издвоиме нешто што подготвувате сега? Токму така, само на кратко би напоменал дека лошите статистички податоци односно зголемувањето на бројката на жртви во сообраќајни незгоди е добра основа за планирање на нашите активности за 2017 година. Според светските статистики, речи се 50% од жртвите во сообраќајни незгоди се млади на возраст од 20 до 35 години. Таква е сликата и на патиштата во Република Македонија. Тоа е причината во фокусот на Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата за 2017 година да бидат токму младата популација и во програмата која што веќе е подготвена за оваа година, генерално активностите се насочени за подигнување на безбедноста на таа популација. Секако нема да ги заборавиме и ранливите категории на учесници во сообраќајот, тука се велосипедистите, мотоциклистите, пешаците, кои што за жал доминантно учествуваат во сообраќајни незгоди, за кои што имаме припремено низа активности кои што треба да ги преземеме. Подигнувањето на сообраќајната култура е дел од сите наши активности без разлика за која таргет група се однесуваат. И на крајот, само доколку ми дозволите, апелирам и испраќам порака до сите оние кои што ова утро не следат, внимателно, одговорно учество во сообраќај, заради тоа што одговорноста за сопствениот живот е само наша одговорност и треба да направиме се да го заштитиме и да го зачуваме нашиот живот и животот на нашите блиски. Останува само да ви се заблагодарам што бевте мојот гостин денеска и издвоивте време да бидете во телевизија во овој информативен преглед.
И јас ви благодарам уште еднаш за поканата и секогаш сме на располагање на ТВ Нова. Почитувани, тука завршува информативниот преглед, се одјавуваме со нашиот гостин кој што беше денеска Стојче Стаменковски, председател на Републичкиот совет за безбедност